Почитувани граѓани, дигиталните технологии денес динамично и силно проникнуваат во сите сфери на општественото живење, предизвикувајќи длабоки промени на традиционалните развојни парадигми. Оваа технологија може целосно да го преобликува начинот на работење во финансискиот сектор, преку промената на начинот на чувањето и трансферирањето на средствата, извршувањето на договорите и управувањето со ризиците. Технологијата блокчейн е во пораст и како што сме сведоци, почнува да се спроведува се повеќе и повеќе. Извештајот на Светскиот економски форум од септември 2015 година предвиде дека до 2025 година 10% од глобалниот бруто домашен производ ќе бидат зачувани на блокчейн технологијата. Со оваа револуционерна технологија можеме да замислиме свет во кој секој процес, секоја задача, секој договор, секоја исплата ќе имаат дигитален запис и подпис, кој ќе биде идентификуван, потврден, зачуван и споделен. Многу компании почнуваат да имплементираат блокчейн технологијата и постои голема можност дека блокчейнот ќе влијае на речиси секој еден бизнис. Согласно податоците со кои располагаме, со криптовалути во Република Македонија тргуваат околу 100.000 граѓани. Водејќи се од концептот Македонија за сите луѓе, како ВМРО-ДПМН е со предлог законот кој ќе го поднесеме во собранието и со формално правното регулирање на трговијата со криптовалути ќе придонесеме директно за секој еден кој досега се занимава со ова, но и кон економијата и бизнис секторот, кој има тенденција да ја имплементира оваа технологија во иднина. Придобивките се од големо значење. Ќе се овозможи одстранување на посредниците при реализација на трансакциите и компресирање на времето за нивно потврдување и порамнување. Практично, ќе се олесни комуникацијата на правните лица и ќе се олесни платниот промет. Со овој вид на технологија се намалува евиденцијата. Дигитализацијата во оваа форма ќе ги минимизира стапките на грешки и ги олеснува плаќањата. А тоа само по себе значи помал ризик за финансискиот систем и пониски трансакциски трошоци. ВМРО-ДПМН е, почитувани граѓани, е подготвено да одговори на светските процеси. Време е да зборуваме за реални проекти кои ќе бидат од витално значење. Проблемите поврзани со регулацијата, ефикасноста и безбедноста од секогаш предизвикувале широки дебати во однос на имплементацијата на секоја финансиска иновација. Регулаторните предизвици се повеќе кратни и се поврзани и со промената во начинот на размислувањето, но и со потребата од стекнување нови вештини поврзани со технологијата. Ви благодарам.